Утрински стихови од Библијата. 29 ноември. Стариот Израел. Пример за Божјата грижа. Ќе ве избавам од сите ваши нечистотии. И ќе го повикам житото. И ќе го умножам. И никогаш веќе нема да ве подложам на глад. Ќе го умножам плодот на дрвата и родот на нивите, за да не го носите веќе заради гладот и срамот меѓу народите. Езекијел 36, 29 и 30. Принципите, дадени како инструкции за Израел, треба да бидат следени од Божиот народ до крајот на времето. Вистинскиот напредок зависи од континуитетот на нашата заветна врска со Бога. Никогаш не можеме да си дозволиме да направиме компромис со принципите, влегувајќи во сојуз со оние што не се бојат од Бога. Постои постојана опасност оние што се изјаснуваат како христијани да почнат да мислат дека за да имаат влијание врз световните луѓе, мора до одреден степен да се прилагодат на светот. Но иако таквиот пристап може да изгледа дека овозможува големи предимства, тој секогаш завршува со духовна загуба. Бог направил завет со Израел, дека ако тие бидат послушни на неговите заповеди, тој ќе им испраќа дожд на време. Земјата ќе ја дава својата жетва и дрвјата по полињата ќе ги даваат своите плодови. Тој ветил дека нивната вршидба ќе допира до гроздоберот, а гроздоберот до сеидбата, и дека ќе го јадат својот леб до ситост и ќе живеат во својата земја безбедно. Но ако ги занемарат неговите барања, тој ќе постапи со нив целосно спротивно на сето тоа. Неговата клетва ќе почива врз нив, наместо неговиот благослов. Тој ќе го скрши нивното горделиво чувство на моќ и ќе ги направи небесата над нив како железо, а земјата како бакар. Оние што себично ги задржуваат своите средства, не треба да бидат изненадени ако Божјата рака ги расфрли. Бог може да го растури богатството што тој им го позајмил на своите управители, ако тие одбиваат да го употребат за негова слава.